Добар ден, ученици! Добре дојдовте повторно во училницата, каде што ќе работиме математика за 600 оделение. Јас сум Снежана Хрдличка, наставник по математика од Основното училиште Браќа Миладиновци од Куман. А вие, за да можете да ме следите во работата, потребно е пред вас да имате тетрадка со прибор за пишување, може и боечки да користите, прибор за цртање и така натаму. Доколку во текот на видеото ви е потребно повеќе време за да запишете нешто или да решите некоја задача, тогаш слободно можете да го стопирате видеото, да си дадете доволно време да си ја завршите работата, а потоа да продолжите со истото. Се надевам дека се разбраме. Што ќе работиме денеска? Ќе зборуваме за вредноста на цифрите во децимален број со една или две децимали. Значи, продолжуваме од претходната лекција. Ако минатиот час зборувавме за вредноста на цифрите во цели броеви до милион, тогаш важат истите работи што ги кажавме таму. И за денеска, значи, ги додаваме децималните броеви со една или две децимали. Целите на денешниот час да ги видиме. Значи, први ни е важно да препознаваш децимален број, меѓу броеви, да умееш да ја одредуваш месната вредност на секоја цифра во децимален број, исто како и кај целите броеви, и правилно да ги читаш и запишуваш децималните броеви. Да го започнеме часот. Децимален број. Вие секако веќе имате сретнато децимални број. Значи, нив ги препознаваме така што тие имаат децимална запирка која што ги одделува цифрите во бројот. Цифрите во бројот се така оделени да лево започнуваме со единици, десетки, стотки, илјадици и така натаму, значи тука се наоѓаат целите брои. Зад децималната запирка се наоѓаат делови од целото. Тоест, на првото место зад запирката, прва децимала се нарекува тоа, се наоѓаат десетинки, значи 10 дел од целото. Втората децимала се стотинки, третата илјадити делови и така натаму, доколку ги има повеќе. Значи, лево од децималната запирка се целите, а десно од децималната запирка се децималите. Значи, цифрите зад запирката се нарекуваат децимали. Да го прочитаме бројот правилно. Значи, први ги читаме целите, а потоа деловите од целото. Значи, бројот се чита 32 цели и 56 стотинки, бидејќи има две децимали. Да го разјасниме ова. Еве два децимални броја, кои што се запишани во оваа табела. Што гледаме во табелата? Значи, да ги одвоиме цифрите со децимална запирка. Во оваа колона се наоѓа децималната запирка. Лево од неа, првата колона се единиците, следни се десетките, стотките и така натаму. Зад децималната запирка, значи десно, првата колона се десетинки, втората се стотинки. Значи, секоја цифра во овие броеви си ја има вредноста според колоната во која што се наоѓа.
Значи, да тргнеме со првиот број. 2,5 десетинки. 2,5 десетинки. Значи, еве, по колоната единици имаме 2 единици. Во колоната десетинки 5 десетинки. Вториот број 127 цели. Па доаѓа децималната запетка. За десетинки имаме 0. Зошто? Затоа што немаме десетинки, а нулата и го чува местото на местната вредност. И 9 стотинки. Значи бројот се чита 127,9 стотинки. Уште еднаш, значи 2,5 десетинки и 127,9 стотинки. Еве така правилно се читаат децималните броеви. Вие можете да сретнете во секојдневниот живот, еве бројот 2,5 десетинки да се биде прочитан како 2,5. Меѓутоа, правилно читање на бројот е 2,5 десетинки. Да видиме ова што го научивме, да го примениме во неколку задачи. Прва задача. Која е вредноста на означената цифра во бројот? Еве, дадени се два броја, означените цифри се со црвено и значи вие ќе треба да ја одредите местната вредност на секоја од овие цифри. Можете да го стопирате видеото, да размислите и да запишете. Одговорот е следен и се надевам дека точно одговорите. Значи под А цифрата 4 има вредност 4 единици. Под Б цифрата 6 има вредност 6 десетинки. Втора задача. Запиши ги како децимални броеви следнава дробка и мешан број. Еве, значи дадена е дробката 5 стотинки и мешаниот број 10,7 десетинки. Можете да го стопирате видеото. Ако одговорите, да го провериме вашиот одговор. Значи, 5 стотинки запишан како децимален број изгледа вака. Значи 0,0 десетинки, 5 стотинки. И се чита исто. 5 стотинки. Значи се чита исто како и дробка. 10,7 десетинки се чита исто и децималниот број 10,7 десетинки. Значи целите лево од децималната запирка, прва децимала, десетинки, 7. Се надевам и овој пат дека одговоривте точно. Одиме на третата задача. Запиши како децимален број 4 метри и 25 сантиметри. Сигурно ќе ви треба малце повеќе време, па ќе можете да го стопирате видеото и да продолжите. Но внимавајте пред метри, сантиметри. Значи, знаеме дека сантиметрите се кој дел од метарот и тоа треба да го примените кога ќе го запишувате бројот.
стопирајте го видеото. Ако одговоривте, тогаш еве како изгледа децималниот број. 4,25 метри. Зошто? Значи имаме 4 метри, тоа се целите, и 25 сантиметри се 100 дел од метарот, значи 25 стотинки. Доколку точно одговоривте на сите 3 задачи, тогаш си заслуживте значка за одлично извршена работа. Честитам! На крајот можам да кажам дека лекцијата е достапна на 8-та страна во учебникот, каде што ќе ги најдете задачите првата, втора, трета и четврта на истата страна, за да можете да ја увежбате оваа наставна единица. Ви посакувам успех и се гледаме во наредниот час. До гледање!